Македонија и денеска се разбуди со температури под нулата, а екстремниот студ ги наполни клиниките со пациенти ширум земјава. Околу 9000 граѓани изминатава недела побарале лекарска помош како резултат на грипот. Според информациите од Институтот за јавно здравје, бројот на новопријавените пациенти оваа недела е највисок регистриран во последните 10 години. Најпогодени се децата од 5 до 14 години, како и лицата над 60 годишна возраст. Од Министерството за здравство со препораки до граѓаните: конзумирајте топли напитоци, носете топла облека, избегнувајте алкохол и јадете доволно бидејќи тоа ја одржува температурата во телото. Доколку почувствувате симптоми на настинка и потешкотии во дишењето, консултирајте се со матичниот лекар. За време на поларниот студ да се избегнува физичка активност на отворено, да се внимава на лизгавите површини, а хронично болните редовно да ја земаат својата терапија. Препораки до работниците кои работат на отворено: да се организира работата во најтоплиот дел од денот и да се скратат периодите на работа надвор. Во екстремно студени услови да се обезбедат кратки прекини во работата во топли засолништа. Да се користи аларм систем, односно работа во парови, а во случај на инцидент работниците веднаш да ја соблечат влажната облека и обувки, изложените делови од телото да се затоплуваат постепено на собна температура, да се даде топла напивка доколку работникот е при свест, а доколку е без пулс да се повика службата за итна медицинска помош. Студот веќе ја зеде и првата жртва во земјава. Бездомник на 68 годишна возраст е најден мртов во скопската населба Аеродром, најверојатно како резултат на временските услови. Надлежните апелираат доколку граѓаните забележат лице во ризик на студеното време да го пријават на бесплатниот телефон 15505.